Благодарам, председателе. Сметам дека треба можеби повторно ќе апелирам да ја стесниме дискусијата само за темата или за областите кои што ги опфаќаат амандманите, да не ја шириме надолго и на широко, заради тоа што амандманите се вака тематски и треба да се задржиме само на тоа. Јас би сакал да кажам дека ја поздравувам иницијативата на колегата Муцунски да поднесе амандмани на тема животна средина и ќе ја поддржам заради тоа што сметам дека се она кое што ќе се донесе или ќе се разговара на оваа седница или ќе се побара во ребалансот на буџетот треба да има некоја корелација помеѓу економијата и здравството. Пред некое време стручњаците од Комисијата за заразни болести, конкретно доктор Стојанов и министерот за здравство Венко Филипче, кажаа дека PM10 частичките може да бидат трансмитер на COVID вирусот, а токму овие амандмани идат на тоа да се намали загадувањето, особено во градот Скопје, таму каде што јас живеам, и да се намали рекордното загадување, кое што можеме да бидеме сведоци дека во изминативе години сите ние кои што живееме и во главниот град, но и во другите градови на Република Македонија, секојдневно, особено во зимскиот период, го живееме. Затоа сметам дека треба да ги поддржиме овие амандмани, треба да им дадеме шанса, заради тоа што сепак треба да се размислува на сите области, па дури и животната средина, да може да се спречи оваа трансмисија на COVID-19 вирусот. Бидејќи во оние моменти кога, еве конкретно ќе зборувам за градот Скопје, сакам да им се извинам на сите други кои што се надвор од тоа, ама не сакам да зборувам за нешто за кое што не го живеам или не сум компетентен. Живеам во градот, конкретно во општината Ѓорче Петров, во изминативе години и таа почна да станува рекордер, односно да го фаќа приклучокот на Ново Лисичи и на Карпош. Во зимскиот период, со оглед дека Скопје е котлина, која ќе се спуштат облаците, која ќе биде намалено струењето на воздухот, кога тие PM10 честички на дневно ниво ќе се задржат тука, ние неколкукратно ќе го зголемиме ризикот од заболување и затоа сметам дека е коректно да ја поддржиме иницијативата на почитуваниот колега Муцунски и да гласаме ова за овие предлози, за овие амандмани, се со цел за да успееме и на тој начин да му зададеме удар на COVID-19, да го спречиме неговото ширење. Ви благодарам.